Здраво, здраво, драги ракови, добре дојдовте во новото видео. Пораките што ќе се кажат сега и овде, ќе се однесуваат на месец април 2022 со можеби некакви склучоци дека некој можеби ќе го доживее нештото или ќе го искуси во малку подоцна, меѓутоа сепак ние се фокусираме на месец април. Пред да започнеме со пораките, би сакала накратко само да споменам нешто околу делот со претплатата, затоа што не го разбираат концептот. Сакам да ви кажам следново. Значи, кога јас велам претплатете, тоа апсолутно не значи дека вие нешто ќе платите или треба да платите. Значи, во пари и финансиски никако вие не учествувате. Многу добро знаеме, се што е на YouTube, сите содржина ние гледаме бесплатно, што значи не е исклучок ни со овој канал. Така да, кога вие се претплатувате, вие учествувате и придонесувате. Но како придонесувате? Никогаш финансиски, но придонесувате на тој начин што сте дел од сето ова, придонесувате каналот да расте, се шириме, се зголемуваме, нели? И споделувате, лајкувате, коментирате, како и да и на тој начин придонесувате. Никогаш и никаде нема ништо да платите, тоа јас ве уверувам и ви ветувам. И за крај, нели, претплатете се, кликнете си на звончето и ќе си добивате известување кога доаѓаат видеата. Да не должиме, сега да се преминеме на главното. За вас, драги мои ракови, април месец ќе биде месец на победа. Тоа морам да го забележам, затоа што во многу случаи од животот во кои да се наоѓате, вие овој месец ќе доживеете некаква победа, некакви среќни завршетоци, некаков среќен крај на нештата. Ова се однесува на тие, можеби што се во некаков судски спор, можеби во тие што се во постапка на развод, жал ми е, меѓутоа ете, и тоа се случува, нели, понекогаш и подобро. Тие што сте во таков судски спор, јас сакам да ви кажам дека во месец април најверојатно, можеби најверојатно се завршува овој спор и вие ќе сега како вие ќе дојдете до некаква победа која навидум изгледа дека е нечесна, како нешто вие да сте скриле, нешто да сте украле, нешто да сте излажале, меѓутоа не е тоа така. Тоа така изгледа. Ако вие сега го споделите со некого нештото и тој ќе рече, леле, па тоа не се чесни работи, зашто така? Меѓутоа, вам ви било нештото одземено. И сега вие со некакви мудри итри чекори си го враќате назад. Како тоа и да изгледа за другите, одлично е што вие конечно си го враќате назад, што ви припаѓаше, си доаѓате до своето, сте среќни околу тоа и на крајот ова завршува со некаква прослава, ќе славите, можеби со уште двајца, можеби ќе славите со некој друг, можеби не се работи за развод, се работи за некаков друг судски спор, па вие сега прославувате дали со партнера, дали со некој близок, со блиски, без разлика. За некој се работи за нешто генерацијски. Нешто овде вака, можеби вие завршувате некој циклус животен, некаква карма завршува за вас. Можеби вие сте биле неколку години во некаква ситуација каде што морало да завршите, да исполните некаква карма. Не било лесно, не било можеби па ни претешко, меѓутоа ова е нешто судбинско. Ова вие моравте да го поминете, да ја поминете низ тестот, да поминете низ битката, да поминете низ неволите, па и на среќните моменти. И сега овој циклус завршува. Генерацијски завршува. Значи, дури ни во следните животи нема да го искусите. Ова овде и сега завршува за вас. Тоа е одлично. За сите вие што верувате во реинкарнација, нели? Вие што верувате, знаете дека се прераѓаме. И сега вие во секој нареден живот вие сега си ја исполнивте, вие сега си го завршивте
онаа тешка задача која требаше можеби со уште 1000 животи да живеете за да завршите. Ви честитам на таа. Друго овде што гледам е дека еден добар дел од вас се натовариле со обврски, со премногу обврски, меѓутоа ова е ваша лична одлука, ова никој вам не ви го донесе. Вие сами сте си одлучиле и еве гледате, сега се чувствувате, дури вие сега немате прегледност каде одите, кон што целите. Вие сте тргнале во некоја работа, сте почнале нешто, сте си дале некаква задача и по патот вие само собиравте обврски. Собиравте нови, толку се натоваривте што више изгубивте прегледност кон што целите. Вие сега изгубивте прегледност на кај сте тргнале, а само си го носите товарот. Затоа што ова се што го насобравте мора да се реши, нели? Сами си го зедовте. И сега каде одите? Кон што? Во месец април, значи, вие ќе си продолжите со ова, секако. Дел од вас, имам чувство дека ова го прават за некого. Вие ова го правите за некој во вашиот живот. За некој кој премногу ви значи, за некој кој вие се. Некој кој е звездата во вашите очи. Некој кој вие сета среќа, целиот оптимизам во животот. И го правите вие за него си това. И сакам да ви кажам дека во месец април вие од сето ова ќе направите нешто многу убаво. Од дел од овие обврски што ги имате, дел од целиот овој товар, ќе успеете да направите нешто многу убаво. Ќе изгледа ова како од ништо да сте направиле нешто. Нешто многу корисно, многу инспиративно, многу убаво, многу позитивно нешто ќе изградите од сето ова. Значи, тој за кого го правите ова во месец април ќе биде воодушевен од вашиот напор и вашите способности. Има еден друг дел од вас кој може би за друг дел од вас ова само вие сте само воркохолици, вие никако да се ослободите од потребата да се натоварите со обврски и да завршите обврски. И го правите исто и вие го правите ова за некого, за некој многу значаен во вашиот живот. Друг дел од вас пак имате чувство дека се ви тежи на вратот, значи се ви се натоварило вам. Сите обврски вам ви се натоварени и чувствувате дека ментално веќе не можете да издржите во сето ова. Меѓутоа, јас како што кажам на почетокот, месец април ќе биде месец на победи. Очекувајте прекрасни работи од сите неволи, од сите проблеми, од сите товари. Излегува нешто многу убаво за вас. Верувајте во тоа. Друго што е важно да го чуете овде е дека некој во вашиот живот, може би партнерот, ќе ве ослободи од нешто вас. Може би ова пак е во делот на тие што се разведувате, ќе ве ослободи и конечно ќе ви ја даде слободата што ви е потребна. Конечно ќе се чувствувате дека вие ги држите конците на вашиот живот и вие ќе правите што сте одлучиле и вие ќе го градите животот виднина како вие што сакате. Значи некој ќе ви ја даде слободата. За тие што си се во супер односи со партнерот, со пријателите, со роднините, со блиските, со тие што ви значат, со тие што ги сакате, следат многу убави моменти. Следат убави моменти, некој вам ќе ви неочекувано ќе ви пристигне и ќе ви исполни некакви фантазии.
цела љубовта ако се работи, нешто што ви многу си фантазирате, доаѓа со цел да ви ги исполни вашите најдлабоки, најубави фантазии. Значи, очекувајте и тоа нешто дека ќе се случи. Па, драги мои, да не должиме. Толку е времето, само за крај, знаете што правиме, си замислувате желба и јас ви одговарам кратко со да или не. Или па нормално прашање ако е тоа. Да видиме што моите драги ракови треба да очекуваат. Ова се 2 карти. Може да ги земаме да видиме што има овде за вас. Две сосема спротивни енергии овде се. Овде гледаме 2 сосема спротивни енергии. Значи, овде зборуваме дека одговорот е да, супер енергија, одлично, моќ, способност, креативност, топлина, а ова е нешто сосема спротивно. Ова се не тешки врски, ова се ограничувања. Знаете што? Мислам дека вие сте пред некое големо искушение и треба да донесете одлука за нешто. Меѓутоа, што и да одлучите, ова големо искушение нема да донесе ништо друго, ништо добро нема да донесе ова искушение, затоа гледајте да останете цврсто над сето што ве искушува. Завртете го грбот, свртете се од сето тоа што ве искушува, што ве мачи и фокусирајте се на нешто друго. И по тоа најдете нешто како одговор во она што сакавте да знаете. Драги мои ракови, до следното видео ве оставам прекрасни мисли, се надевам и во добро здравје. Чао, чао!